Ќе прикажам големината на проблемот на предаторските списанија и издаваштво, причините и последиците, главните карактеристики на предаторските списанија, како да одбегнеме публикување во овие списанија и развојот на стратегија за организиран пристап кон предаторските списанија и издаваштво. Општо е познато дека резултатите од биомедицинските истражувања се споделуваат во објавени написи во списанија со отворен пристап во интерес на пациентите и медицината базирана на докази. Медицинските истражувања се финансирани од донори, од фондации или од влада преку грантови, научни грантови за објавување на резултатите во списанија со рецензија. Со појавата на златниот отворен пристап модел се појави и овој проблем со предаторските списанија. Бројот на предаторски издавачи и списанија е во постојан пораст и представува закана за научната комуникација, која е под сериозен ризик и закана. Што значи Gold Open модел, Open Access модел? Плаќање од авторите за објавување на трудот во научно списание, при што трошоците за објавувањето, за обработка на ракописот ги плаќа авторот, кој што го задржува авторското право. Platinum Open Access модел, при кој авторот не плаќа за објавување на трудот, а трошоците се покриваат од буџет или од други извори. Некои списанија со отворен пристап користат хибриден модел и на плаќање од авторите, но и претплата, што беше принцип на поранешните списанија пред појава на Open Access модел. Отворениот пристап модел се појави во 90-тите години, значително порасна под 2000-та година со брзиот интернет, особено во последните 2 декади. Традиционалниот модел на објавување беше базиран на претходна претплата на списанијата, без авторот да плаќа при објавувањето на трудот. При тоа авторот го дава авторското право на списанието, нели? Кога зборуваме за дефиниција на предаторското публикување, тешко можеме да кажеме за една универзално прифатена дефиниција. Не постои стандардизирана и општо прифатена дефиниција, туку предаторското издавање треба да го сватиме како еден спектар од крајна негативност до повремено предаторско однесување на одредени списанија кои при критика, при укажување знаат да се повлечат, да се коригираат и да ги повишат стандардите. Општо е познато дека предаторските практики еволуираат и се камуфлираат и не секогаш можеме да ги препознаеме. Не е лесно секогаш да се препознаат. Првиот веб-блог што се појави беше од Джефри Бел, кој што беше пратен со многу контраверзи, многу грешки, што и тој самиот ги призна, направи 2 листи, листа на потенцијално предаторски издавачи, на листа потенцијално предаторски списанија, кој што беа динамична категорија, вклучуваше одредени списанија во нив, исклучуваше од нив, како што имаше реакции, слушнавме и од претходната презентација, имаше и многу тужби, многу реакции, предизвика бура во научната заедница, практички Джефри Бел. Еден експеримент на Боханон од 2013 година на некој начин потврди одредена валидност на тие Белови листи со една лажна студија за запирање на растот на ќелиите на ракот, нели 304 копии беа распределени во 304 списанија. При тоа 52
32% списанија го прифатија тој труд, лажен. 32 го одбија, а 16 беа неопределени. Од оние списанија што го прифатија тој лажен труд да го објават, 82% веќе беа вклучени во беловите црни листи на списанија, што на некој начин покажа дека и тој имал одредени критериуми, макар да како поединец не бил компетентен и тоа беше оспорувана неговата компетентност како библиотекар, истражувач, дали е тој компетентен да направи црни листи, да ги рангира списанијата, кои се валидни и веродостојни, кои не се. Така да таа негова листа, веб-блог, траеше до 17 година, од 2012 до 2017 година и беше повлечена практички. Сепак тој предизвика една широка дебата која продолжува да трае во научната заедница. Следна таква листа од поединец беше Долос листата, која траеше уште пократко, неполни 3 години. Беше повлечена од 2018 се појави веќе во 2020 година, веќе или порано почетокот на 21 година беше повлечена. Посериозен директориум е Cable директори, кој во јуни 2020 година се појави со Cable's Predatory Reports и со две листи, црна листа и бела листа на веродостојни списанија, а првите на предаторски списанија. Ова е понапредна нели верзија, директориум, извештај со пософистицирани критериуми, но пристапот до овој Cable директори е со претплата на институции. Не може индивидуално секој без таква претплата да пристапи. Причините за порастот на предаторското издаваштво лежат во појавата на Open Access модел, се појавија илјадници предаторски списанија и на постојаниот притисок во научната заедница авторите да публикуваат трудови, бидејќи тоа е еден од основните критериуми за евалуација на нивната научна продуктивност, иако акцентот е ставен на бројот на научни трудови, а не и на квалитетот на научните трудови. Од друга страна, самата комерцијализација на објавувањето, што беше спомнато и во претходните презентации, исто придонесува за тоа. Многу млади научници, недоволно информирани, може да постанат жртви на овие предаторски списанија, кои што научници сакат побрзо да објават трудови за напредок во својата кариера, но и одредени искусни истражувачи можат да дојдат во искушение за да ја надградуваат својата биографија, библиографија со трудови да прибегнат кон такви списанија. Според Inter-Academy Partnership, на овој проблем се уште не му е посветено доволно внимание и нема доволно организиран пристап за превенција и контрола. Последиците од предаторското објавување се повеќе кратни. Прво, тие се закана за валидноста на истражувањата и квалитетот на објавените трудови, бидејќи основниот мотив е да се дојде до заработка. И тие објавуваат трудови без рецензија или со површна рецензија, а не вистинска рецензија како што практикуваат реномираните списанија. Објавените трудови во тие предаторски списанија се со низок квалитет и валидност, со несоодветно цитирање на референците, со многу грешки, лажни докази и факти. Со објавување во предаторски списанија се губат многу важни студии и вредни артикли, списанија, трудови, бидејќи
предаторските списанија не се видливи во научната заедница. Огромно е трошењето на средства и на ресурси со објавување на овие предаторски списанија, при што страдаат проценка околу 1 милион научници во светот, автори од овие предаторски списанија, тоа е според трошоците за објавување на самиот труд, без рецензија. Некои од предаторските списанија можат да се вовлечат во кредибилни извори на податоци и датабази како што се PubMed, PubMed Central, Medline, Scopus и Web of Science. Колку повеќе трудови објави едно предаторско списание, толку повеќе пари заработува. Значи, основниот мотив нивни е што повеќе да привлечат автори да објават трудови и да наплатат такси за објавување на тие трудови, а квалитетот на тие трудови е субстандарден. Може тоа да се одрази на личната репутација, на работата и на кариерата на авторот што објавува такви списанија. Но најголем проблем е што десетици илјади научници добиле магистериум или докторат, титули, вработувања и промоција, што резултира со сериозни научни последици, компрометирање на вредносниот систем и на намалување на јавната доверба во науката и објавувањето. Предаторските списанија наштетуваат на науката и на клиничката пракса и го подриваат научниот интегритет, квалитет и кредибилитет, особено ако се вовлечени во кредибилните бази на податоци. Пример за предаторски издавач е Omics International, глобален проблем е тоа, но почесто е во земјите во развој. Според Cable's report, постојат 15.500 предаторски списанија во 2022 година, кои што креираат индустрија годишно од 10,5 милиарди долари. Типичен е феноменот на санта на мраз, што го гледаме само оној дел што е над водата. Нема да се задржувам на карактеристиките на предаторските списанија. Достапна ќе биде мојата презентација на интернет, така да може секој да погледа повеќе. Да идам на мерки. Треба да се разликуваат предаторските списанија од веродостојните, вредните списанија, според нивните карактеристики, да се игнорираат спам мејловите, кои што верувам секој од вас е добил и треба да ги препознава, да се проверат црните листи на списанија, дали се тие внесени во DOAJ, Directory of Open Access, во COPE, COPE и во другите познати датабази. Во однос на мерките, главните фактори и на меѓународно ниво и на национално ниво треба да бидат организирани со здружен пристап, да пристапуваат кон превенција и контрола на овие предаторски списанија и издаваштво. Самата евалуација на научните истражувања и на научната продуктивност на авторите треба да претрпи промени со менување на акцентот од квантитет кон квалитет. Треба да се бойкотираат предаторските списанија и од авторите и од читателите. Битката со овие предатори е многу тешка за индивидуа. Затоа треба организиран пристап со сите релевантни институции.
Главно универзитетите, академиите и владите треба да изградат прецизни критериуми за грантови, промоции, награди и да ги исклучат трудовите објавени во предаторски списанија. И на крајот, едукацијата треба да биде континуиран процес, особено во универзитетите, да се подобрат критериумите за прогрес, нели, и активно учество на издавачките асоцијации, фондовите за истражувања, креаторите на политики, библиотеките, како на национално, така и на интернационално ниво. Благодарам. Презентацијата се однесува на предаторските списанија.